почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Реформата и професионализацијата на медиумските регулаторни тела се важни за напредокот на државата и уште поголема демократизација на нашето општество. Тоа граѓаните го очекуваат и тоа граѓаните со сигурност го бараат. Како предводници на парламентарното мнозинство, должни сме и посветени да го обезбедиме овој важен реформски процес. Затоа, дел од колегите пратеници до Собранието доставија предлог закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, преку кој Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги ќе биде независен, професионален и стручен. Изборот на членови на Советот на АВМУ, како и членови на Програмскиот совет на Националната радиотелевизија, премногу долго се одложуваше поради неразумни блокади од страна на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани граѓани, зад овие блокади се криеше само партиски интереси и политика на отпор кон реформи и воспоставување на професионални институции. Време е овие две важни тела за медиумите да добијат нови состави од независни, професионални, угледни членови, докажани во своите области. Потребата од јакнење на капацитетите и зголемување на професионалноста на националниот сервис беше нотирана и во извештајот на Европската комисија и редовно е дел од извештаите на меѓународната организација Репортери без граници. Професионализацијата на агенцијата и националниот сервис, нивно ослободување од партиските стеги е од особено значење за медиумите и унапредување на демократските вредности во државата. Собранието и во случајот на избор на кадри на Државната комисија за спречување на корупцијата и на Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација покажа висок степен на подготвеност и капацитетност. Овие важни тела добија силни, независни, пред се професионални состави. Така ќе биде и со изборот на членови на Советот на АВМУ и Програмскиот совет на МРТВ. Низ инклузивна, транспарентна и отчетна постапка ќе се изберат најдобрите решенија кои ќе гарантираат професионалност, кои ќе гарантираат независност. Повикувам на одговорност од страна на сите пратеници. Наместо блокади и бойкотирања, да застанат за овој предлог закон и реформите да продолжат. Затоа што тие се во интерес на државата, во интерес на граѓаните, во интерес на медиумите, би рекол, во интерес на целокупното наше општество.